сега димне таму. Пожарот кој што вчера изби во аторот на село Милетино, општина Бравеница, вчера околу пладне, во текот на ноќта повторно се разгоре и како што може да се забележи, имаме за жал активно горење на неколку краци. Пожарот гори ниско по тревата низ зимзелена шума, борова шума, предизвикува штета. Се надевам дека дрвјата ќе преживеат, нема да бидат исушени. Рано утрово почнавме со гасење со 2 ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување, а дополнително ќе биде ангажиран и еден полициски хеликоптер. Пожарот изби во текот на вчерашниот ден околу пладне. Во попладневните часови беше изгаснат со помош на храбрите пожарникари од Тетово, но и 3 ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување и еден полициски хеликоптер. За жал вчера доцна во ноќта, некаде пред полнок, пожарот повторно се разгоре. И покрај обидите на локалната територијална противпожарна единица од Тетово да воспостави контрола врз овој пожар, обидите останаа неуспешни. Ветрот кој што постојано дува, кој што го менува својот правец, но и сувата вегетација, шишарките кои што може да се видат на земја, дополнително го оттежнуваат гаснењето на овој пожар. Овде да има луѓе пешадисти, ова ќе се изгаси, верувај. Епа јас сум сега во насока на селото, во насока на село Милетино сум ја. Па гледам една суметален покрив, една викендица во насока на село Милетино. Ама биде. Али има. Иначе, ако нема друго, јеби го сега, јас знам што најдобро живот си. Како со гранката има ли ефект? Има. Се каси? Да. Ама си ја земал мојата гранка. Да. Требало да си скршиш твоја. Горе. Да си ебам работата. Не бе, многу е жешно, не може. Няма. Гора требата. Штета. Голема штета. Дајте му шумара, девица. Де бой? Ти не го шугање, да, доле, зелено. Дон мори мало дете. Нема ризик. Алтар прво, Не.
Нема. Нема, ама нема. Ето овде е патот. Тези. Шо ова десно под нас е. Да, под нас. Овде. Јас сега се гледам. Па таа време нема. Може рано, може. Ајде да слеземе да го цирнеме од овде. Да, се. Да. Се се не види. Дури малку понагоре. Ајде. Абе тук. Имаш ли ми кажу, ще представи повече разговор? Да. Авни. Абе, тия твоите помина преска по един сръм пат ме сретна и мене прати ги тука гори покрай патот, може да префрли надоле на каливадите. Значи една екипа со теренско возило беа со пумпа, ако имат вода, да. Рече кај што го сретнавте генералот таму, вратите се спушти надоле. Викнав уште еден хеликоптер ќе полета за 5-10 минути. Ајде, пожи. Пожарот кој што вчера избувна во аторот на село Милетино, општина Бравеница, веќе втор ден без неј, и покрај обидите на пожарникарите од Тетово и покрај трите трактори кои што вчера гаснеа во текот на денот и покрај хеликоптерот на МВР, повторно не успеаме да го изгаснеме. Ова место кое што сега гори, пред малку немаше никакво горење. Поминавме овде пожарникарите од Тетово, гасеа со пумпи, ова беше изгаснато. За жал, од неколку остатоци од запалени дрвја, трупци кои што останале, дојде до разгорување. Се работи и за качување на висока температура, ветрот кој што постојано дува и го менува правецот, дополнително отежнува. Го се расшири оно што постојано го повторуваме, дека пожарот се шири на неколку крака. Едниот крак се шири, гледано од мене во десно, другиот лево. Патот не дозволува да помине овде позади мене. Но веднаш над нас се боровите, кои што предмалку почнаа да горат. Предмалку видовме како цели борови горат. Гаснењето на овие пожари е исклучително тешко, затоа силно апелирам до земјоделците да бидат исклучително внимателни кога ги палат стрништата, иако тие не смеа да ги палат стрништата. Но и до граѓаните, овој пожар е настанат од едно диво ѓубриште овде во близина. Огонот развива висока температура, чад кој што ги штипи очите, и бројот на пожарникари никогаш не е доволен, затоа што ова е нов крак, кој што се расшири во два крака. Ги очекуваме авионите од ДЗС кои што треба да пристигнат во секој момент, како и полицискиот хеликоптер. Но веќе се работи за поголема површина, бидејќи ова е
само еден дел од пожарот. Горе во шумата има друг крак, а сосем долу има посебен крак. Боровите кои што гореа беа некаде над нас и покрај прецизното дејство на тракторите, повторно е тешко гаснењето. Звукот кој што се слуша од оганот е силината, бидејќи огнот се движи кон теренското возило. Мора да се повлечеме. Ќе мора да промениме локацијата. Ова се оние нискостеблисти растенија или црња. Многу ветер има у долот. Надолу. Затвориме прозорот, не е проблем. Не, тука беше така, може да ми сврти. Малото тука. Праве с некој пади пинг-понг. Тешко се воспоставува контрола врз возилото. Да. Треба да бидеш многу ладен и да не правиш нагли движење, само газ се одзема. И не е паметно ни на кочница. Морам да возам со една рака, мобилно да го држам, чекам повик. Хеликоптерот се обидува да го погоди во центар, пожарот над Милетино, гори борова шума, но ветрот прави сериозни проблеми. Овој пат хеликоптерот направи друг приот и погоди точно онаму каде што е најсилниот оган и чад. Но во овој момент, за жал, имаме уште два сериозни пожари. Едниот е на територијата на општина Могила, додека вториот пред малку ни јавија во непосредно до Штип, населбата Леваци, каде што исто така се зафатени борчиња, односно гори борова шума. Воедно имаме сериозен пожар и во Липковскиот регион, но генерално на целата територија на државата досега имаме повеќе од 20 пожари на отворено. Овде покрај полицискиот хеликоптер дејствуваат и два трактори на дирекцијата за заштита и спасување, но на лице место се и пожарникарите од Тетово, како и одредена бројка на жители од локалните населби, но размислуваме дел од воздухопловите да ги упатиме на другите критични точки. За кратко ќе одлучиме што понатаму.